Ова е куќата на ужасот. Овде цели 3 месеци таткото ги силувал своите ќерки. 7 и 8 години имаат. Овде ја изгубиле невиноста, а тука го оставиле за секогаш и своето детство. Од првата детска амбасада во светот медјаши одамна побараа поостри казнени мерки за педофилите и за случаите на инцест. Највеќе тоа се повици за злоупотреба, физичко, сексуално и психичко насилство, како и јавувања за педофилија. Спровоцираа детската амбасада медјаши да побара казна до животен затвор за сторителите на овие дела. Законодавецот го кажа своето, сега се наред судиите. Станува збор за поддржување на тезата, идејата и на невладината организација Медјаши да се изрекуваат повисоки казни во кои што влегува дури и до животниот затвор. Почнал да ја попаќа по гентилиите и да бакнува по телото. Најчесто тоа се случувало во неговиот дом. Една од најтешките злоупотреби и трауми на децата е сексуалната. Како резултат на зголемениот број на случаи на педофилија и инцест во Македонија, првата детска амбасада во 2008 година го подигна прагот на нетолерантност кон силувачите. Го подигнаа јавното мислење за последиците кои децата ги трпат и побараа зголемување на казните за сторителите на ова тешко кривично дело, вклучувајќи и казната до животен затвор. Истата година Собранието на Република Македонија го усвои новиот кривичен закон, каде според член 188 е предвидена и казната до животен затвор. Ова е куќата на ужасот. Овде цели 3 месеци таткото ги силувал своите ќерки. 7 и 8 години имаат. Овде ја изгубиле невиноста, а тука го оставиле за секогаш и своето детство. Од првата детска амбасада во светот медјаши одамна побараа поостри казнени мерки за педофилите и за случаите на инцест. Највеќе тоа се повици за злоупотреба, физичко, сексуално и психичко насилство, како и јавувања за педофилија. Спровоцираа детската амбасада медјаши да побара казна до животен затвор за сторителите на овие дела. Законодавецот го кажа своето, сега се наред судиите. Станува збор за поддржување на тезата, идејата и на невладината организација Медјаши да се изрекуваат повисоки казни во кои што влегува дури и до животниот затвор. Почнал да ја попаќа по гентилиите и да бакнува по телото. Најчесто тоа се случувало во неговиот дом. Една од најтешките злоупотреби и трауми на децата е сексуалната. Како резултат на зголемениот број на случаи на педофилија и инцест во Македонија, првата детска амбасада во 2008 година го подигна прагот на нетолерантност кон силувачите. Го подигнаа јавното мислење за последиците кои децата ги трпат и побараа зголемување на казните за сторителите на ова тешко кривично дело, вклучувајќи и казната до животен затвор. Истата година Собранието на Република Македонија го усвои новиот кривичен закон, каде според член 188 е предвидена и казната до животен затвор.